Одлична идеја се загатна во разговорот на Ивана и сето на кое што меѓаш и е на пат да го оствари, да се тргнат децата просијаци, питачи како сакате од улиците и да бидат згрижени и заштитени, а ние продолжуваме со минутите за здравието. Верувам дека многу од пациентите кои што се соочуваат со сериозни и тешки диагнози во овој момент ќе бидат со нас, така да заедно со професор доктор Зоран Трајковски од Аџибадем Систина, кој што е инаку специјалист по радиодиагностика, ќе проговориме за најсовремените методи во третман на тешки болести. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Да. Интервентна радиологија е термин за многумина познат, но за многумина и не. Ајде за почеток да ни го разјасните со едноставни зборови што значи интервентната радиологија. Значи, тоа е еден дел од радиологијата. Главната поделба е диагностичка радиологија и интервентна радиологија. Сега интервентната радиологија исто така се дели во две големи групи на васкуларна и неваскуларна радиологија. Поделбата е дамнешна. Секогаш тие две работи се претпретуваат бидејќи се практички и поврзани. Некогаш користиме и васкуларни методи, но главно произлезени се сите методи од васкуларните интервентни процедури, потоа се надоградени нови методи и така натаму. Инаку таа дисциплина постепено се издвојува од радиологијата како посебна специјалност. Исто така во таа дисциплина интервентна се појавуваат и нови специјалности, да речеме како што се интервентна онкологија, тоа е посебна специализација во Америка која што се бави со интервентните процедури. Накусо кажано, ние нешто правиме да му помогнеме на пациентот или во вистинска смисла на зборот да го излекуваме со нашите интервентни процедури. Главно е врзана со хирушките болни кои што се третираат хирушки, третираме компликации или примарна диагноза третираме од хирушка болест, или со онколошките болни, веќе споменав дека интервентната онкологија е скоро посебна специализација во таа проблематика. Понатаму сите пратечки елементи, да речеме, на болните од малигни заболувања, они имаат многу проблеми покрај примарната болест, која што ние со нашите методи можеме или да ја излекуваме, или да го пролонгираме и да ја сопреме експанзијата на болеста, бидејќи третираме примарни малигноми, секундарни малигноми, било каде да се лоцирани во телото, дали во белите дробови, стомакот, во скелетот и така натаму. Еве, ќе спомнам само една од методите, тоа е аблацијата или аблативните техники кои што имаат експанзија во последно време. Еве ќе ви кажам еден податок, преку 100.000 аблации има на годишно ниво само во Европа. Техниката ќе објаснам накратко, значи се влегува со игла за аблација во било кој дел од телото, во примарниот тумор нормално или секундарен тумор, нормално дека за тоа ни треба добро наведување или навигација или водење на самата интервенција. Користиме главно компјутеризирана томографија или ултразвук, каде што точно ја позиционираме иглата, прецизни сме во тоа, ги избегнуваме главните компликации. Интервенцијата е релативно брза, се работи во голем процент со помош на анестезија, бидејќи е болна самата процедура, но ефектот после тоа е многу голем. Значи, го решаваме проблемот минимално инвазивно, го следиме пациентот понатаму, онколошкиот третман се скратува или се заменува, да речеме, една долготрајна хемотерапија во голем процент со оваа процедура, и на крајот бенефитот го има самиот болен од таа интервенција. Инаку, генерално во тој дел на интервентните процедури се решаваат не само малигните заболувања. Ќе ви кажам уште еден пример за третман на мозочен удар. Тоа е исто така многу важна работа, бидејќи имате голем социјален проблем со пациент кој што ќе има мозочен удар, да речеме инфаркт во мозокот. Од една страна или на една страна, ако остане таа состојба таква каква што е, добивате инвалид за кој што треба да се грижи
неговото семејство, тоа е социјален проблем, треба да се грижи општеството, може да е неподвижен, може да треба да се бутка со количка. А од друга страна, ако направите интервенција, која што се нарекува тромбектомија или тромболиза, проблемот е само да дојде пациентот во вистинско време кај нас, за да може ние, додека е свежа исхемијата или инфарктот на мозокот, да ја истретираме. Може механички, може со помош на терапија друга, но главно се влегува во тој крвен сад, кај што е крвната оклузија на крвниот сад или за чепувањето, за пушувањето на крвниот сад, и ние со нашите процедури правиме реканализација или отпушување на тој крвен сад, каде што после извесен период пациентот како да не доживеал мозочен удар. Слично нешто е, да речеме, ако има крварење предизвикано од мозочна аневризма, постои метода да таа мозочна аневризма без операција, без хируршка интервенција, со нашите методи, преку крвниот сад да се влезе внатре и да се стави материјал кој што таа аневризма ќе ја оклудира или не велиме стручно емболизира или запуши и ќе го сопреме крварењето. Од една страна имате пациент кој што треба да биде подложен на хируршка интервенција, кај што компликациите многу поголеми, а од друга страна може да направите интервентна процедура, каде што ќе ја завршите целата работа. Што се однесува до интервентните процедури, тие се во страшна експанзија. Значи, во преку 80% што порано се третира главно хируршки, сега се третираат со интервентни процедури. Сакам да кажам, да речеме, исто тоа е кога имате запушување на некој периферен крвен сад. Може да ставите стент, како што ставаат кардиолозите стентови во коронарките. Знаете, они се избегнува еден оперативен третман кој што се нарекува аортокоронарен байпас. Исто тоа е и на периферните крвни садови и така натаму, бидејќи се покажа дека подобро вие да влезете внатре со обичен балон, може да направите ангиопластика, тоа се го проширувате крвниот сад. Подобро да направите неколку пати отколку да направите, да речеме, премостување кое што или байпас, така да наречен, кој што има век на траење. Не можете вие да кажете дека со тоа сте го решиле проблемот конкретно. Некогаш се неопходни тие интервенции. Не тврдам дека секоја интервенција ќе даде бенефит за пациентот. Но никогаш не е доцна да вие направите оперативен зафат, доколку не можете со вие методи кои што се многу по-едноставни и по-ефикасни да го решите проблемот. Да, гледам дека имате многу начини, многу новитети во пристапот и верувам дека не е лесно на секој еден пациент, без разлика во кое животно доба е, на која возраст или во кој стадиум веќе се соочува со веста дека боледува од некое онколошко заболување. Сигурна сум дека тука многу е важно навременото дијагностицирање и навременото доаѓање кај лекар специјалист, но еве колку со помош на оваа интервентна радиологија се зголемуваат шансите за враќање на некаков квалитет на живот или за стопирање на болеста? Може да ви кажам дека кога ќе дојде пациент кај нас со такво заболување, не е едноставно прво да го прифати заболувањето, бидејќи порано се мислеше, добро, го мериме периодот на преживување на таков пациент. И, да речеме, американците се посебно многу сурови од таа работа. Ќе речат 2 месеци, 3 месеци, 5 месеци, година, дена и така натаму, согласно со статистиките што ги имаат. Се сменија работите многу. Значи, диагностиката на малигните заболувања почнува со биоптична процедура. Сега не може да се замисли било каков третман доколку вие не знаете што имате во себе. Биоптичната процедура, ние што ја правиме главно кај што земаме материјал или парче од ткиво од самата промена, од тоа парче од ткиво сите работи понатаму се многу важни што се прават, значи се одредува диагнозата или така наречена хистопатолошка диагноза, кој што е златен стандард, значи секаде во медицината, што ќе видите под микроскоп, тоа е многу важно за пациентот, особено за онколошките заболувања. Понатаму се прави од тоа парче ткиво кое што го земаме ние, или 1 или 2 или 5, не е битно колку што ќе земаме, патолозите прават имунохистохемиски анализи каде што допрецизираат за каков тип
на малигно заболување се работи. Одиме понатаму, од тоа парче ткиво правиме молекуларно-биолошки профил на ткивото, од кое што зависи терапискиот ефект на терапијата која што даваат онколозите. Сакам да ви кажам дека сега, во последно време, се оди на тоа да се прави таргетирана или целна терапија на малигните заболувања или индивидуална или персонализирана терапија. Што значи тоа? Значи за секој пациент оделно врз основа на молекуларно-биолошкиот профил се дава адекватна терапија. Што значи тоа? Познато е дека малигните заболувања секогаш ја менуваат или мутираат својот генетски профил, го менуваат, и секој малигном нема исти генетски профил. Ние овозможуваме да го фатиме профилот индивидуално за секој пациент. Терапијата што после тоа се дава е многу ефикасна за таа работа. Со тоа, прво, ја супримираме болеста, го ја стопираме болеста, го продолжуваме векот, а кај некои случаи, во некои случаи, доведуваме и до комплетно излекување. Да. Значи, она што го кажав на почеток, дека ги броиме деновите и одброени се деновите, сега веќе не важи. За тоа ни треба добра диагностика, да можеме да направиме сигурна и безбедна биоптична процедура и целата работа после тоа да ја продолжиме со некаков третман. Онколозите, од која ќе дознаеме од што е болен пациентот, онколозите продолжуваат. Ние во нашата болница имаме онколошки конзилиум, каде што работиме тимски, секој од својата област ја предлага каков третман да се спроведе, дали ќе оди пациентот на хируршки третман, дали ќе оди на онколошки третман, дали ќе се прави комбинирана терапија. И кој е прво од тие двете? Тоа многу зависи од таа обична прва интервенција која што се нарекува биоптична процедура, која што ја правиме ние многу прецизно, веламе, или со ултразвук, или со компјутеризирана томографија. Во последно време и магнетската резонанца исто така е битна. Од тој аспект ги работиме сите процедури биоптични што се работат во светот, вклучувајќи ја и современата биопсија, така наречена спиротон биопсија, каде што се зима поголем примерок, бидејќи за патолозите е многу важно да имаат голем примерок на ткиво кој што може да ги направат сите овие анализи за кои што зборува. Да, навистина е за огромна почит тој ваш персонализиран пристап за секој еден пациент поединечно, во кој што многу пати сме се увериле, разговарајќи, презентирајќи дел од вашата работа и на вашите колеги од Аџибадем Систина, но исто така единствено вие поседувате Аџибадем Систина, еден од најсофистицираните ангиографски апарати за диагностика. Колку овој апарат помага за решавање, брзо разрешување на ваквите проблеми? Да, тоа е технологијата. Значи, ние како радиолози, интервентни радиолози, зависни сме практички од технологија. Значи, каква технологија имате, нивото на интервенциите и резултатите се многу поуспешни. Мора да се следи трендот. За среќа и наше огромно задоволство, ние како диагностичари и интервентни радиолози сме задоволни од степенот на следењето на новите трендови во медицината во однос на технологијата. Ангиографскиот апарат што го споменавте е последен збор на технологијата од реномиран светски бренд. Да не звучи како реклама, не морам да го споменувам, но можам да ви кажам дека тоа нас многу ни помага. Зошто? Заради тоа што ако вие имате добра технологија, многу попрецизно можете да изведете интервенцијата, многу полесно можете, многу побрзо можете да изведете интервенцијата, бидејќи ние секогаш кога правиме нешто, мораме да имаме добар приказ. Значи, дали тоа ќе биде биоптична процедура, дали ќе биде да ставиме негде дренажа некаква, дали да пласираме некој стент, дали да направиме некоја васкуларна интервенција. Инаку, тој ангиографски апарат ни овозможува да ние во овој сегмент што се нарекува интервентна радиологија одлично ги работиме васкуларните процедури, кои што можам да кажам дека беа малку запоставени во претходниот период, но сега со доаѓањето на новиот тим полека почнуваат да се враќаат кај нас, а исто така да ги унапредиме и
другите процедури, неваскуларни, многу поедноставно и подобро и побрзо да ги работиме со помош на технологијата. Ви кажувам дека практички болницата сега се опреми со диагностичка апаратура и интервентна од последната генерација на апарати и од тој аспект сме задоволни. Ги развиваме и аблативните техники. Во план е да се направи апарат за криоаблација. Сите оние средства што ни служат во рутинската работа, полека почнуваме да ги набавуваме, бидејќи, знаете како, може да имате желба, ако немате материјал за работа, а можам да ви кажам дека интервенциите може да ги направите само доколку го имате комплетно целиот материјал што треба. Бидејќи не можете да почнете интервенција, не знаете што може да ви затреба во меѓувреме, бидејќи секој пациент, верувајте, е различен. Да. Никогаш нема идентично. 20 случаеви нема. На самиот крај би сакала само вака една мала поддршка, која што е, верувам, искрена, реална и возможна, за тоа што на луѓето кои што се соочуваат со тешки диагнози, навистина најважна во прв момент им е добрата диагностика на времена и стручњаци како вас кои што ќе го пружат целото свое знаење, но важен е и убавиот збор, вниманието и поддршката која што ќе му пружиме на пациентот за да може да помине низ целиот овој процес кој не е лесен и не е краток, така? Да, може да ви кажам она што го кажав на почеток, значи првин треба да го убедите пациентот да се соочи со болеста. Второ, треба да му кажете дека не е се изгубено. Трето, треба да му кажете дека треба да доаѓа редовно на контрола, бидејќи болеста не е акутна. Вие не можете да кажете, знаете што сега направивме интервенција, тоа го средивте, и завршивме работа, бидејќи не знаете како тоа ќе се развива. Значи, и покрај се што до сега кажавме, оптимизмот не напушта, но има за некои болести со години медицината нема некое значајно решение. Значи, мора да бидеме реални на земја, приземјени, знаете. И 2 и 2 секогаш не се 4, да. И заради тоа, мојот совет до сите болни е дека ако е болеста под контрола, сите наоди покажуваат дека е тоа така. Советот мој е, знаете што, вие сте здрави, чувствувате се здраво, здраво изгледате, работите нормално, вратите се во нормалниот живот. Но немајте никогаш да заборавите од што сте болни. Да. И што ве донесе овде. Да. Бидејќи треба да доаѓате редовна контрола, што порано нешто диагностицираме или детектираме, а за тоа имаме моќни алатки. Јас, значи, не ги спомнав нашите моќни алатки како што е компјутеризирана томографија, магнетска резонанца, PET скенот, да речеме, е особено важен за следење на овие онколошки болни, бидејќи таму доаѓа сигналот покрај биохемиските туморски маркери што треба да се следат континуирано и така натаму, ултразвучниот преглед. Секогаш чувствувајте се здраво, но не заборавајте што се болни. Така, доктор Трајковски, многу ви благодарам што ве влеавме надеж дека со сите овие најсовремени диагностички апарати како и со стручноста ваша и на тимот кој што се зголемува во Аџибадем Систина, навистина постигнувате одлични резултати и дека ништо не е изгубено доколку ни биде соопштена вест која никој не би сакал да ја слушне, но сепак човечки е да се почувствуваме лошо или неубаво во прв момент, но борбата на секој еден од нас е нешто кое не треба да не напушти и вербата во живот.